Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони и Бети Треновски. Како што и ви најавивме, почитувани, денес наш и ваш гостин е господинот Драган Ковачки, пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН и член на раководството и на извршниот комитет на партијата, поранешен припадник на Арама со чин полковник, кого го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Врската е воспоставена, се гледаме. Ако не слушате господине Ковачки, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да ги продискутираме моменталните случувања на политичка сцена во Република Македонија. Добро утро, односно добро вечер и од Македонија. Поздрав до вашите слушатели. Чест ми е што првпат сум еве гостин во вашата емисија. Добро ви утро и од мене, господине Ковачки. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи од целиот свет и дека после денешниот разговор одредени работи за кои ќе дискутираме денес ќе станат многу појасни. Па би требало, ајде да почнеме, можеме веднаш. Така. Во последниве неколку месеци, особено после лидерската средба во македонската јавност, се создаде огромен баук околу уставните измени. Секојдневно излегуваат нови детали, а јас би рекол нови толкувања. Од власта, но и нивните ботови, како и дел од новинарите, но и представниците на коалиционите партнери на власта, ги испревртуваат барањата на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Покрај тезата дека ВМРО ДПМН наводно прифатила уставни измени, од СДСМ, но и од коалиционите партии верглаат уште една друга теза, а тоа е дека и нивните предлози се во иста насока како оние предлози на ВМРО ДПМН. Ние, но и многу од нашите слушатели гледачи сигурно знаат дека предлозите кои дојдеа од ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија се сосема различни од оние кои ги понуди СДСМ и коалиционите партии. Дали можете за пошироката македонска јавност да ја објасните разликата на овие предлози, особено околу одложеното дејство, бидејќи и двете партии ја споменуваат тезата одложено дејство, односно лидерите на партиите Ковачевски и Мицковски? Да, така. Благодарам за прашањето. Најпрви, редно беше да конечно се извадат на виделина сите, како да речам, недобронамерни потези што ги прави Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграција, значи да ги извадиме на површина и токму затоа како партија прифативме да присуствуваме на таа лидерска средба за да се извадат на површина сите нивни нерационалности и целата оваа нивна така да речам фама што ја прават во јавноста дека на некој начин ВМРО прифатило уставни измени, сега ќе се обидеме да ја разобличиме и да ја и стане јасно и на македонската, но и на пошироката светска јавност. Значи, евроинтеграцијскиот пат беше блокиран токму од Социјалдемократскиот сојуз и од Демократската унија за интеграција, кој што го блокира овој пат со тоа што го прифатија бугарскиот предлог, кој што подоцна го нарекува француски, односно европски предлог. Тоа е предлогот на кој што работеше самиот председател Пендаровски, кој што најпрви нели кажуваше дека него видел предлогот, а после тоа кажа дека самиот го има работено предлогот. Значи, тоа се луѓето кои што доведоа до оваа состојба и сега ние како ВМРО ДПМН, односно како опозиција, сме ставени во ситуација повторно да ги поправаме грешките на тие што воопшто не размислува, значи како да го подобрат животот на граѓаните, односно како да исчекориме на патот кон Европската унија, а при тоа да го зачуваме македонскиот национален идентитет. Тоа што се случи со францускиот, односно со бугарскиот предлог што го нарекуваме, знаете, значи за што станува збор? Дефинитивно станува збор за една целосна бугаризација на македонската нација, која што во еден подолг временски, односно на еден среден временски рок би требало да ја бугаризира македонската нација преку менување на учебниците, преку прифаќањето на променетата историја и така натаму. И токму тоа ние сакаме да го превенираме. Меѓутоа, апсолутно дека сакаме да ја видиме Македонија како членка на Европската унија. И токму затоа ние ги понудивме тие два предлози на Социјалдемократскиот сојуз. Знаете дека лидерот на ВМРО ДПМН претходно имаше состаноци и со пратеничката група, и со извршниот комитет, значи со целокупното раководство, каде што се изгради тој став и конечно ги изнесовме на виделина.
За што станува збор? Најпрви дадовме два предлога. Првиот предлог беше да се формира влада без Демократската унија за интеграција и ако се гласаат уставни измени, тие да важат, значи рокот, нивното важење да стапи на сила тогаш кога Македонија ќе стане членка на Европската унија. Зошто тоа го кажуваме? Затоа што ако Македонија сака да стане членка на Европската унија, и ако Европа сака да стане Македонија членка на Европската унија, и ако сите соседи, вклучувајќи ја и Бугарија, сака да ја види Македонија што побрзо во Европската унија, односно што побрзо да се стават бугарите во уставот, тогаш ќе направат сили и напори да не ја блокираат Македонија на нејзиниот европски пат, туку што побрзо да се најде како членка на европското семејство, односно да нема блокади и побрзо да ги заврши реформските процеси. Тој е првиот предлог. Вториот предлог беше да се оди веднаш на предвремени избори, нормално преку формирање на таа една широка влада повторно без Демократската унија за интеграција, а веднаш после изборите да се обезбеди еден широк консензус, национален консензус, пред се зборувам тука за македонски консензус, каде што ќе побараме гаранции и од Европската унија во делот на признавање на оние пресудите од Судот за човекови права во Страсбур, еве барем една пресуда да ја признаат бугарите, или таму има 14, знаете, барем една нека признаат, па да видиме дека има добра намера и од другата страна, затоа што вие не можете од една страна, сега внимавајте, бугарите нас како нација не негираат, го негираат македонскиот род и пород, сега ние да ги ставаме во уставот, а од друга страна не добиваме ништо за воз. Значи мора да имаме реципроцитет на некој начин, да се признае дека постои македонско малцинство и во Бугарија, на тој начин да се признае дека и македонците сме посебна нација од бугарската нација. И на тој начин сакаме и зачувувајќи го идентитетот на македонците, да го отвориме патот кон Европската унија. За жал, тоа од Социјалдемократскиот сојуз не беше прифатено. Гледате дека тие најпрви излегоа со еден став дека се прифатливи предлозите, за веднаш потоа да излезат со став дека воопшто не се прифатливи предлозите, односно дека ВМРО прифаќа гласање на уставни измени, но со одложено дејство, и сега тие налагаат дека тие уставни измени би требало да важат од моментот на одржување на втората меѓувладина конференција, што е за неколку месеци од сега, што за нас е апсолутно неприфатливо, затоа што нема никакви гаранции дека понатаму нема да бидеме блокирани на тој евроинтеграцијски пат, затоа што во изминатиот период Македонија беше блокирана многу пати. Знаете, дури 2 вета имаме добиено од Европската унија, односно од членки на Европската унија во време владење на Социјалдемократскиот сојуз, тоа беше француското вето и тоа беше бугарското вето. Така да мислам дека сите мантри се разбиени и веќе е јасно кој мисли добро на Македонија и кој сака да го зачува македонскиот идентитет, а кој е тргнат да го распродава по цена на било што. За жал, Социјалдемократскиот сојуз уште еднаш со овој однос покажа дека се заложници на ДУИ, дека ним помила име власта и останувањето на ДУИ во власта, затоа што ако тие не се во власта, тие се практично неважни, ќе паднат, а не им е важно членувањето на македонците во Европската унија. Ете, накратко толку би имал. Ако имате некој дополнително прашање. Кога сме кај еврглањето на непостоечки тези и на испревртување на вистината, како гледате на она што еден медиум, користејќи дел од обраќањето на Мицкоски по повод 33-тиот роден ден на партијата, објави еден текст со надпис Мицкоски ги навреди македонските иселеници, иако тоа не беше така. Туку пораката беше испратена до мешаторите кои притискаат за уставни измени. Во текстот стои истеднало: Мицкоски повторно ги навреди македонските иселеници, велејќи дека тие не можат да разберат овдешната негова борба и да не се мешаат кога не ја разбираат неговата борба. Што имате да кажете на ова? Свртување на тезата, апсолутно спинување. Очигледно е дека тие што тоа го имаат објавено не го слушале говорот на председателот Христијан Мицкоски, веројатно некој го прераскажувал, па после тоа го спинувале. Значи, не го слушале или нарочито го спинуваат? Да, нарочно е спинувано, затоа што станува збор за платеници кои се дебело кеширани од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Јас тука не би имал што повеќе да додадам. Мислам, многу е јасно дека ние, како ВМРО ДПМН, сметаме на нашата диаспора и знаеме дека најголемиот дел од нашата диаспора ја поддржува
нашата политичка опција и си ја сака Македонија, за разлика од некои структури кои што ги плаќаат овие злонамерници за да објавуваат вакви текстови и да прават раздор помеѓу македонското ткиво. Многу е важно да не се создава раздор помеѓу македонското ткиво, затоа што тоа е единствената цел, единствениот начин како можат овие злонамерници да останат на власт, што се во моментов на власт. Пораката на председателот Христијан Мицкоски беше многу јасна, кој сака да ја разбере, јас мислам дека беше прилично остра таа порака и кој сака да ја разбере ќе ја свати што сака да каже. Апсолутно станува збор за луѓето кои што се наметнуваат со некакви ставови и со некакви предлози, а воопшто не знаат каква е состојбата овде во Македонија, затоа што македонците беа приморани да се откажат од сопственото знаме, беа приморани да се откажат од името, беа газени многу пати досега, неколку пати не бугаризираат, да речам, со некакви предлози кои што воопшто немаат никаква врска со зачувување, значи, на македонскиот идентитет, на македонската култура, традиција. Цело време сме понижувани и сме ставани на страна во однос на сите останати. И токму тоа беше пораката. Значи, секој кој што сака да помогне, добре дојден, значи добре дојдене, може да помогне, меѓутоа со правилни сугестии, со одмерени сугестии, со сугестии кои што нема да го задираат македонскиот национален идентитет, туку ќе го заштитат, а не на овој начин кај што тоа го прават по било која цена, значи да се заврши нештото, а при тоа да не се води сметка за трајните последици. Трајните последици кои што ги нанесоа овие злонамерници, овие нерани мајковци, што јас ги нарекувам од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ, ќе имаат, значи, влијание и во понатамошниот период. За жал, ќе мора некој да се справува со тие последици, ќе мора да ги исправа тие грешки што тие ги правеле. Нема да биде лесно, свесни сме за тоа, меѓутоа ние сме подготвени да се фатиме во коштец со проблемите, затоа што уште тоа не остана. Господине Ковачки, како гледате и на нападите од страна на помалите парламентарни опозициони партии, но и на оние од вон парламентарното мнозинство, дека вие наводно сте прифатиле уставни измени? Со која цел го прават тоа? На кого им одат во прилог ваквите напади? Видете, сите овие напади што доаѓаат од страна на помалите партии и од страна на вон парламентарни партии, помали исто така, кои што имаат некаков македонски предзнак, би го рекол, национален предзнак, иако не би сакал така да гледам. Тоа се, ајде, ќе употребам еден можеби потежок збор, тоа се политички лешинари. Значи, се обидуваат повторно да спинуваат работи кои што воопшто се немаат случајно и кои што нема да се случат. Ние тоа сме го кажале. Најдобар гарант дека нема да има понижување на македонецот, тоа е ВМРО-ДПМН. И тоа треба да го знаат сите, затоа што ние имаме сложна група од 44 пратеници кои што нема да прифатат газење на македонското достоинство и на македонскиот национален идентитет по било која цена. Ова што тие го прават од страна поединци, се обидуваат да го раситнат македонското ткиво и ова сето и оди во прилог на Демократската унија за интеграција. Демократската унија за интеграција на тој начин ќе остане на власт. Ако се раситни македонското ткиво, значи тоа значи послабо ВМРО-ДПМН, а тоа значи дека ДУИ ќе си прави повторно коалиција со СДСМ и гледате дека тие се практично газдите во македонското собрание, во македонската држава воопшто, значи не е само во собранието, станува збор и за судството, станува збор за обвинителството, станува збор за полицијата, значи секаде каде сакате, ДУИ доминира и ДУИ ги реализира своите планови и агенти. За жал, секој напад што доаѓа на ВМРО-ДПМН во моментов е анационален напад и така и треба да се смета, затоа што единствено ВМРО-ДПМН е партијата која што може да ги заштити македонските национални интереси и пред се да ги обедини сите македонски структури, затоа што тоа и нашиот претседател многу често го кажува, во нашето име ВМРО има една додавка, Демократска партија за македонско национално единство. Значи ние како национална партија треба да ги обединиме сите македонци, да ги ставиме под бајракот на ВМРО-ДПМН, односно под бајракот на Македонија, затоа што разединето ВМРО-ДПМН значи разединета Македонија. Тоа мислам дека не им одговара на македонците. Можеби на некои други останати им одговара, меѓутоа не и на македонците. Тоа што тие го прават, ќе се навратим и на претходното ваше прашање, значи од господинот Џон што го кажа, ако треба да бидат свесни дека сето тоа се прави за пари. Сите тие работи се прават за пари и одредени бенефиции кои што ги добиваат од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Има за тоа одредени, ајде да не кажам докази, меѓутоа инсинуации, има
на некој начин не се пак ќе речем докази, меѓутоа има и некои слики кои што се објавуваат во јавноста, сега колку се точни тоа не знам, меѓутоа може да се видат тие структури како се на слика со највисоките функционери од Социјалдемократскиот сојуз, што значи дека таму ги добиваат инструкциите како да се напаѓа ВМРО-ДПМН, односно да се расипи имамското тиво. Што тоа значи дека Али Ахмети ќе остане уште еден ден пусна власт, ќе може да си тргуваат со струја членовите на неговото семејство, ќе може да на Ковачевски жена му дополнително да си купува земјиште и така натаму, значи да дополнително да владеат со Македонија. Вие како народен пратеник сте најдобро информиран за состојбата и сте еден од најмеродавните кој може и треба да им ја објасне на македонскиот народ и на македонските граѓани кои ви го дале поверението или поточно ве избрале. Зошто ги прават овие спинови и со која цел? До кога ќе ја повторуваат оваа теза дека ВМРО-ДПМН прифатила уставни измени? Како гледате на повикот на СДСМ да сте се приклучиле во работната група која, како што велат, ќе го продолжила диалогот за уставните измени и каква порака ќе испратите до Ковачевски, кој одби да ги прифати вашите барања барем до овој момент, а упорно ве повикува да се приклучувате во нивниот процес? Видете, Ковачевски имаше можност да се произнесе за еден од двата предлози кои што ние ги предложивме, тоа не го направи. Гледате дека е бега, едноставно човекот е заложник на Демократската унија за интеграција. Ќе продолжат со овие спинови се до моментот додека не ги видиме тие уставни измени во собранието. А се до тогаш ќе бидат овие спинови и ние сме подготвени. Тоа јасно е дека тие немаат гориво во резервоарот и затоа со тие спинови се обидуваат да го дефакторизираат ВМРО-ДПМН, кој што на анкетите убедливо води. Еве најновата анкета 22% имаме доверба, тие имаат 11, значи двојно повеќе имаме доверба и се обидуваат на некој начин да ја расипнат таа доверба. Тоа нема да успее, јасно им е на нив, јасно им е и на граѓаните. Што се случува Ковачевски од една страна се обидува да остане уште еден ден плюс на власт, тој нема капацитет значи да води држава, знаете дека тој е неизбран, дека го наместија, го насадија едноставно на позицијата да заврши тоа што треба да го заврши. И сега се обидува дури, ајде би рекол, со притисок, со спинување на работите да направи некаков притисок кон пратениците на ВМРО-ДПМН, меѓутоа мислам дека тоа нема да успее и ви мислам дека кратко и јасно, ако планираат нешто да прават, еве нека достават тоа што имаат во собранието, па ќе видиме дали имаат 2/3, дали имаат прифатено како опозиција, дали сме прифателе овој уставни измени, еве нека ги достават до собранието, па ќе видиме кој лаже, кој краде, што се вика народски каже. Така. Иако над 80% од македонскиот народ се противи на уставните измени, овие од оваа ненародна власт не се откажуваат од агендата за изгласување на уставните измени и вметнување на бугарите во преамбулата. Како гледате на изјавата на Бујар Османи за некаков си план Б, кој е на границата на заканување, и како гледате и на изјавата на Бојан Маричич, која оди во иста насока со тоа што поединечно ќе го повикувал секој пратеник од опозицијата? Ќе ја повторат ли 2018 година? И колку се јаки алките од Синџирот наречен пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија? Ќе најдат ли овие од власта слаба алка во тој Синџир и преку користење на удбашки методи да го скинат Синџирот и да обезбедат двотретинско мнозинство? Дали врз вас, но и врз другите од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија се врши некаков притисок за гласање на уставните измени и дали има обид за притисок или во најмала рака обид за сугестии од страна на амбасадори во Македонија, но и непристојни понуди од некои центри на моќта? Дали ќе успеат да ги истуркаат уставните измени под менторство на меѓународната заедница? Вака, изјавите на Бујар Османи и на Бојан Маричич се, ајде би рекол, одно непознавање на уставниот поредок. Во Македонија власта се дели на законодавна, извршна и судска власт. Бојан Маричич и Бујар Османи се дел од извршната власт, односно од владата, и тие одговараат пред законодавната власт. Значи, собранието има контролен механизам и тие треба да одговараат пред собранието, не е обратно. Значи, не може Бојан Маричич и Бујар Османи да убедуваат пратеници, да се убедуваат на некој начин да ја извртуваат
улогата, односно да вршат злоупотреба на својата службена позиција. Од наша гледна точка, значи, ако Бојан Маричич и Бујар Османи планираат такво нешто, еве, имаме ние некои саркастични предлози, нека дојдат, тоа ќе го направиме пред камерите, пред јавноста, па да видиме кој кого ќе убеди, значи во тие нивни ставови и намери. Мислам, саркастично, меѓутоа мора на овој начин да им се одговори, затоа што очигледно е дека луѓето не го разбираат уставното уредување на Република Македонија. Сега, тоа што Бујар Османи го кажуваше дека има Б варијанта, односно план Б, тоа е така прилично сериозно за размислување и тука треба човек малку да се подразмисли. Зошто? Затоа што Бујар Османи потекнува од една таква структура која што во изминатиот период се има служено со насилство. Со насилство дојдоа на власт, со насилство и владеат подолг временски период, тоа сите го гледаат. Во парламентот имаше случаеви каде што нивни членови, значи на парламентот од Демократската унија за интеграција, дури председатели на комисии фрла со филџени, беа прилично насилни, го руинира собранискиот мебел и така натаму, значи луѓе кои што не може да се контролираат и кои што излегуваат надвор од својот мандат, значи немајќи аргументи прибегнуваат кон физичка сила. Доколку Бујар Османи помислува на таква една работа, еве, јас не би му рекол би му советувал тие работи да не ги прави, затоа што нема да биде добро, затоа што видите, ако имате ситуација каде што Бујар Османи е тој што преговара за мојот македонскиот идентитет и сега се обидува дополнително, значи го понижува македонскиот идентитет и сака дополнително мене да ме разубеди дека тоа е добро, мислам дека и останатите пратеници 44 кои што ги имаат полицијата, мислам дека не е баш најдобра опција, тоа е еден целосен безобразлук. Целосен безобразлук, треба да се повлече господинот Бујар Османи, треба да знае кај се наоѓа, треба да знае на која држава е министер за надворешни работи, треба да знае на кои граѓани е министер за надворешни работи и чии интереси треба да брани. Тој не смее да ги брани интересите и да ги застапува интересите на Бугарија или на некоја друга соседна држава, како што тоа го прави во моментот. Апсолутно дека нити му се плашиме ниту на Бујар Османи, ниту на Ковачевски, ниту на Маричич. Јас би им препорачал, еве вака кажано, да си ги преиспитаат уште еднаш своите одлуки, своите намери за разговор со пратеници, затоа што ако планираат нешто да прават, треба да го имаат во предвид уставниот поредок, односно уставното уредување на Република Македонија. Што се однесува до вашето друго прашање за тоа дали трпиме притисоци, дали очекуваме нештото да ескалира во наредниот период, секако дека партијата е цело време под ајде да не речам притисоци, меѓутоа ајде да ги наречам сугестии за одоброволување односно за гласање на тие уставни измени. За среќа гледате дека имаме цврсто раководство и лидер кој што не попушта под овие бугарски уцени. Знаеме дека ова што се случува во изминатиот период од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ на власт е цело време покрај криминалот и корупцијата што ја прават и распродаваат се што е македонско, се обидуваат на некој начин да си го пролонгираат својот век на живење, ајде така речено, на политички живот, затоа што само на тој начин знаат да екзистираат. Тие друга работа немаат, единствено знаат да крадат, да плјачкаат, да понижуваат и така да опстојат на власт со лажни, да речем, со лажни ветувања за некаква европска иднина. Сите знаеме дека нема европска иднина со лица кои што се криминалци, кои што се корумпирани. Никој во Европа не сака да седне на маса со криминалци. Еве, ставете се вие во ситуација, дали би сакале да седите со некој што е криминален и некој што е коруптивен. Јас никогаш не би сакал да седам со таков лик на маса, ниту пак да го делам својот оброк, а најмалку пак да ги носиме заеднички одлуките. Значи одлуките кои што се однесуваат дури на европско финансирање и така натаму, распоред на европски пари, апсолутно никој нема на криминалци да им даде пристап до такви механизми на одлучување. И затоа мислам дека блокадата на Македонија кон Европската унија не е само поради уставните измени, туку значи не е поради внесувањето на бугарите во уставот. Ќе речем, ние не сме шовинисти, ние не мразиме никого, бараме почит, меѓутоа блокадата е и поради криминалот и корупцијата која што е на највисоко постојано. Господине Ковачки, дали имате информации за она што излезе во јавноста, а тоа е дека наводно СДСМ испратила екипа во Будимпешта на средба со Никола Груевски
да го молат да обезбеди 8 пратеници од ВМРО ДПМН за да ги изгласаат уставните измени, а за замена на тоа му давале амнестија, но наводно Груевски категорично веднаш ги одбил. Како гледате на ваквиот чекор на двете страни, ако е такво нешто десено? Не, немам таква информација. Видов таа објава во медиумите, меѓутоа немам таква информација. Мислам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН е кохезивна. Залудни се доколку има обиди на Социјалдемократскиот сојуз, залудни се обидите, може да се обидуваат како го сакаат. Јас дури не очекувам дека би имало некакви обиди код нас од страна на било кој, да кажам, што во изминатиот период се вложил во партијата и не очекувам такво нешто, затоа што реално ВМРО ДПМН, како што реков, останува на браникот на македонските национални интереси. Тоа е единствената опција која што може да ја зачува Македонија во оваа форма во која што е. Социјалдемократскиот сојуз ќе се обидува на разни начини да ја ослабне позицијата на ВМРО ДПМН преку разни спинови. Верувам дека и ова е еден можеби од спиновите кои што ги прават за внесување на дополнителен сомнеш и раздор и така натаму, меѓутоа мислам дека тоа не проаѓа кај никого и така, мислам дека неуспешен спин е на некој начин. Так. Измислениот вице-премиер Артан Груби најави дека на крајот на јули внесувањето на бугарите под моменталните услови влегува во собрание. Зошто чекаат да помине јули? Очекувате ли дека навистина ќе ја почнат процедурата? Зошто овие од оваа ненародна влада упорно ја туркаат нивната агенда за промена на уставот по секоја цена кога немаат 80 пратеници во собранието кои би ги изгласале уставните измени, кои измени се спротивни од волјата на мнозинскиот македонски народ и македонски граѓани. Дали очекувате владата да се обиде на силеџиски начин, сличен на оној за промена на името, ако не и побрутален, да ги протурка уставните измени под бугарски терк и диктат за промена на највисокиот правен акт? Вака, зошто викате во јули? Па не е во јули, сега тие ако малце саркастични, ако да сакаме да бидеме, може да се навратиме наназад да видите дека уште минатата година тие ги најавува уставните измени. Беше октомври, па ноември, па јануари, февруари, ако се сеќавате, па после тоа март, април и еве го сега јуни ќе беа и на крај дојде јули. Зошто тоа го прават? Па затоа што немаат 2/3. Тие на овој начин си го купуваат времето. Мислат дека на тој начин дека ќе ја залажуваат јавноста дека еве само што не било, еве само што не сме ги убедиле овие од ВМРО ДПМН. Значи нема ништо од таа работа. Тоа треба да им биде јасно и на нив и на тие што ги силат за вакви работи, значи треба да знаат дека до тоа нема да дојде. И може да влезат во собраниска процедура и еве јас ги повикувам да не чекаат јули. Че да не чекаат јули, уште денеска да ги достават или утре да ги достават уставните измени, да видиме дали имаме 80 пратеници, од кои ќе видиме дека немаме 80 пратеници, да одиме на предвремени парламентарни избори, затоа што се создава политичка криза. Македонија не може да биде заложник на ДУИ и на СДСМ. Не може да биде заложник на неколку структури кои што мислат само на своите џебови како да ги наполнат што повеќе, а да го лажат народот, да ја замајуваат меѓународната јавност, при тоа кажувајќи дека ете само што не ни почнале преговорите. ВМРО-вците се криви. Значи тоа не проаѓа кај народот. Македонија мора да излезе од оваа политичка криза. Излез од политичка криза се прави само на избори во демократска држава. Не може на друг начин да се направи. Затоа јас ги повикувам уште денеска. Нека ги достават уставните измени. Еве подготвени сме да нема дури техничка влада. Вие знаете дека во нашето законодавство после Пржинскиот договор се внесе еден нов институт, односно механизам за техничка влада. Ете и од тоа сме подготвени да се откажеме, еве да немаме министри во техничката влада. Нека пробаат во собранието да видиме дали имаат 2/3, кои ќе видат дека немаат 2/3, да одиме на предвремени парламентарни избори, да понудиме на граѓаните тоа што имаме да понудиме, значи програмата, економијата, развојот и така натаму, тоа да го акцентираме, да видиме како ќе се одблокираат понатаму евроинтеграцијските процеси и народот нека ја даде својата доверба на тие што мисли. Тек тогаш можеме ние да размислуваме за подобрување на животот на Македонија и на македонците и на сите граѓани. Затоа што со овие додека се на власт нема да има напредок државата. Може да ја залажуваат, пак викам, уставни измени, вакви измени, онакви измени. Џабе е се, верувајте.
џабе, виде народот дека 7 години се на власт, дека за ништо не ги бива, освен за крадење, значи еден клин не ударија. Не сакам да споменувам сега со топоними тука да ја замарам австралиската јавност, значи меѓутоа километри, значи по 2 километри автопат не може да направат, по неколку години оној автопат од Кичево Охрид исто така во застој, 19 требаше веќе по него да се вози 4 години подоцна, ништо не е направено и така натаму, значи ништо не успеа да направат, освен оној криминалниот проект со Бехтеленка, каде што исправи едно чудо пари, значи дадоа пари без сврлена лопата, и тука не е начисто до крај, значи дали ќе се заврши овој проект, меѓутоа гледаме дека само за тоа ги бива, значи да лажат, да крадат, а ништо не изградија во овој период, значи не е изградена ниту една градинка, нема ниту едно основно училиште, нема гимназии, нема спортски сали, нема спортски терени и така натаму, значи практично Македонија од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз и на дуи на власт е една девастирана држава која што во изминативе 7 години јас би можел да кажам дека ги изгуби и елементите на државност и гледате дека и по последните мерења сме втора држава на листата по мизерија, значи втора држава по мизерија во Европа сме, значи само тонеме со оваа структура на власт. На Македонија се потребни избори, нека ги донесат, викам уште еднаш во собранието овие уставни амандмани што планираат да ги предложат, нека видат дека нема да поминат и да одиме на избори. Изгледа уставните измени кои што се уште се во владата, амандманите на мравки патуваат, па не знам кога ќе стигнат. Меѓутоа, кога сме кај бруталноста, како гледате на информациите кои излегоа во јавноста дека се спрема пакет на обвиненија против пратеници од опозицијата, но и против лидерот Мицкоски, кои пак обвиненија ќе бидале ударната каписла за нивно притварање со цел да се изврши притисок врз пратениците за да гласаат за уставни измени. Дали после она што се случи со промена на уставот со цел промена на историското име на Македонија во новата кованица С Македонија, кога од затвор се донесоа пратеници да ги изгласаат уставните измени заедно со уште неколку над кои им висеше драконска казна, на повиток е нова употреба на балкански методи за устварување на зацртаното сценарио за доуништување на Македонија преку вметнување на бугарите во преамбулата на македонскиот устав. Дали ќе бидеме сведоци на измонтирани нови скандали со цел оваа ненародна власт да ги најдат потребните гласови за да стигнат до фамозната бројка од 80 пратеници? И дали првиот веќе е маркирана, тоа е судската постапка против вас, а по барање на министерката за одбрана Славјанка Петровска? Дали оваа судска постапка која се води против вас, но и други кои имаат намера да ги креираат, може да прерасне во сериозна закана? И дали вие би подклекнале на евентуални брутални закани, бидејќи со оваа власт човек треба да го очекува невозможното да стане возможно? Не. Кратко и јасно. Нема подклекнување, не е тужби, не судски процеси што сака нека прават. Значи, ние сме свесни за политичката и за историската одговорност која што имаме кон сопствената држава и кон сопствените семејства. Тука да нема дилема некој дека ќе се предомислиме затоа што ако против нас покренеле некакви процеси и така натаму, ние ќе сме се поколебале. Тоа не доаѓа во предвид. Тоа што споменувате дека може да прават такви процеси, да, се е можно, јас не исклучувам никаква можност, значи тоа да го направат, зошто? Затоа што ние во моментов имаме над 3000 наши членови, симпатизери кои што се под политички прогон, гледате дека луѓе има по затвори кои што лежат по затвори за често пати јас се користам оваа фраза и повторно ќе кажам затоа што тоа е парадоксот на македонското правосудство, каде што за една клоца, значи буквално за една клоца лице лежи осудено за тероризам на 15 години затвор. И тоа е парадоксот и тоа е срамота на македонското општество, така да тие се подготвени, значи за такво нешто, веќе го имаат тоа докажано историски, го правеа со оној срамен договор од Преспа, односно со срамното гласање промените на уставот на Република Македонија и промената на македонското име, че тоа веќе го докажаа дека може да го направат, подготвени се на таа работа. Меѓутоа треба да знаат дека ситуацијата е променета. Ништо не е како во периодот кога тоа го правеа, тогаш има можеби некаква поддршка од одредени структури, меѓутоа во моментов 80% од граѓаните македонци даваат поддршка на непроменување односно на зачувување на македонскиот вековен идентитет и ние сме тука како браници на тој идентитет.
ќе обстоиме. Тука да нема некоја дилема дека некој од нас ќе потклепи. Значи 44 по трет пат тоа го кажувам ова вечер, 44 сме сложни и нема да попуштиме. Значи нека не се играат, што и да прават, залудно е, јас би рекол, губење на време. Ако сакаат да бидат демократи, ако сакаат да бидат европјани како што се представуваат, најдобар начин тоа да го демонстрираат е да одиме на избори. Значи да седнат, да направиме таа една преодна влада без дуи, да се договориме и да одиме на предвремени парламентарни избори. Дали ваквите изјави се пласираат од страна на власта и нивните ботови и зошто? Дали тоа е поради некаква си параноја или пак се вистински протечени информации во јавноста од разговори помеѓу високи функционери на власта? Да, станува збор и за параноја, меѓутоа станува збор и за заштита на тоа што се нарекува власт и можност за продолжување на крадењето, односно со криминалот. Нема трета, односно четврта опција поврзана со таа работа. Јасно е дека ботовите, дека структурите кои што ги поддржуваат, кои што се платени да ги поддржуваат, ќе продолжат со оваа активност, со оваа нелегална, дури би рекол, активност, значи со напади кон таа е легитимна, меѓутоа не знам колку е легална, со напади кон опозицијата, со измислување, со спинување и така натаму, со креирање на лажни стории, со презентирање на лажни вести, со напади кон членови на опозицијата и нивните семејства, значи тоа ќе продолжи во наредниот период, меѓутоа треба да знаете дека колку толку и во ова македонско правосудство кој што има доверба од 3, односно 4%, че 97% од граѓаните не веруваат во ова правосудство, сепак има некоја светла точка на крајот од тунелот, можете да видите во последните денови. Нашиот председател ја доби таа пресуда на судот, значи против одредени портали, против одредени структури од Социјалдемократскиот сојуз кои што пласираа лажни вести дека имал некаков имот и така натаму, значи колку толку значи се добиваат и таквите пресуди, значи се добиваат на наша страна. Она што ме прашавте поврзано со мојот судски процес со Славјанка Петровска, односно тужбата што ја има против мене, ќе кажам дека се однесува само на нејзин обид за дефокус. Знаете дека таа во судскиот процес има доставено и медицински наод, односно психолошко вештачење од специјалист, психијатар, со кој што докажува дека е на седативи, дека е на лекарства, дека е на некој начин има намалени когнитивни функции, а сепак продолжува да ја врши позицијата министер за одбрана. Јас тука јавно проговорив, значи побарав одговорност, односно оставка, дали може такво лице, значи кој што врши функција од јавен интерес, значи јавна функција да извршува таква должност, значи министер за одбрана. Обидувајќи се да го покрие својот имот кој што според наши информации, значи го поседувала во реонот на Скопско, значи една луксузна хациенда и така натаму, таа се обидува значи да ја дефокусира македонската јавност од проблемите кои што се случуваат секојдневно во јавноста. Вие знаете дека извадивме ние дури сметка финансиска, каде што се гледа дека токму на таа локација, односно на местото каде што живее министерката, има неплатено сметка од 10.000 евра за струја. Сега, ако на некој некои две сметки не плати, да кажеме, за струја во Македонија, му се исклучува струјата. Така речем. Сега, кој е тој што има сметка за струја од 10.000 евра, при тоа сметката струјата не му исклучена. Значи, очигледно е дека станува збор за лица кои што биле привилегирани во тој период, министерката е една од тие лица. И сега, начинот на кој што се презентираат овие работи во јавноста, пак ќе речем што викате вие, спинување, дополнување, лажно креирање на вести и така натаму, тоа ќе продолжи, тие се експерти за таа работа, знаете дека на тој начин дојдоа и на власт. Да не заборавиме со шарената револуција, со едно креирање на лаги, со едно креирање на еуфорија, со креирање на една негативност кон моменталната влада која што беше во тој период, така да сосема е јасно дека за тоа се експерти и дека ќе продолжат со тие работи. Меѓутоа, јасно е, мислам, народот ги има прочитано и јасно е дека идната влада ќе ја формира во наредно, а тие ќе сакаат длабоко опозиција.
И како гледате на изјавите на Дуино и на Алијанса на албанците дека ќе излезеле од владата, ама само откако ќе се изгласале уставните измени? Како гледате и на понудата која ви ја даде Ковачевски, дека ќе ви дадел повеќе од 5 министерски места во таа проширена влада, дури и премиерска позиција, но и од Дуи и Алијанса дека ги отстапуваат нивните министерски позиции за сметка на ВМРО ДПМН, доколку се разбира доколку ги прифатите нели нивните предлози да се изгласаат уставните измени. Дали од ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија размислувате да ги прифатите овие понуди или сте поблиску да им го расипете сонот кој го сонуваат дека со ваквата фрлена мамка во оваа матно време ќе биде доволен залог за да ја голтете јадицата? Не, ова е замајување на јавноста. Ниту ДУИ, ниту Алијанса, ниту СДС е во позиција да нудат некому нешто, посебно не на ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што тие се уште неколку месеци до крај на мандатот и сега се обидуваат, како што реков, да го намалат потенцијалот и да се обидат да го срушат ВМРО ДПМН, да се сопнеме на пречка на која што тие би се сопнале, тие размислуваат како ние би размислувале, затоа што тоа е голема грешка што ја прават, затоа што не е власта сама по себе цел. Ако доаѓаме на власт, ние треба да дојдеме на власт за да го промениме животот во Македонија, значи да го промениме начинот на функционирање на државата, значи да го реформираме судството, да го реформираме обвинителството, да се реформира на некој начин општествениот живот, луѓето да имаат можности да живеат подобар живот, да не газат кал по улиците, да имаат подобро образование, да се градат болници, а не само да дојдеме ние во власта да ги земеме министерските позиции и што после тоа. Значи, не е целта сама по себе да бидеме власт. Така да, тие, реков веќе, тие не се во позиција да нудат никому ништо, затоа што тие се веќе на крај на мандат, уште неколку месеци имаат од мандатот, и сега на крај на мандат ќе ни нудат да влегуваме во влада. Рековме ние, влез во влада како еден од предлозите кои што требаше да бидат прифатени, значи без ДУИ и само во исклучителна ситуација кога треба да се применат уставните измени со важност од моментот на стапување во зачленување на Македонија во Европската унија. Само заради таа причина, односно формирање на преодна влада за одење на избори. Немаме ние што да делиме со тие луѓе. Значи, посебно не со Алијанса за албанците, со СДСМ и со Демократската унија за интеграција. Далеко од тоа, тие луѓе ја пропастија државата, ние сега на крај да се посипеме со пепелот кој што тие го создадоа. Зошто би го правеле тоа? Нема никаква политичка логика. Она што се однесува до начинот на кој што тоа го прават, можам да кажам дека е перфиден, мислам дека целиот народ го гледа и мислам дека е пробен. Господине Ковачки, како ќе ја прокоментирате изјавата на неизбраниот премиер Ковачевски дека државата не смее да биде блокирана однатре, како што се случува во моментов и што поскоро треба да се усвојат уставните измени, додавајќи дека според него од 120 пратеници во собранието имало огромно мнозинство кои што се за европските интеграции и дека имало пропишани рокови со закон кога ќе се случи процесот за уставните измени. Со какви наочари гледа Ковачевски го гледа ова огромно мнозинство во собранието и дали може да има рокови на документи кои до овој момент никој ниту ги видел, ниту пак ги разгледал? На што мисли Ковачевски кога вели огромно мнозинство? Ковачевски не е во позиција да кажува за огромното мнозинство. Тој нема мнозинство ни во сопствената партија. Значи, тоа што го планираат и што кажуваат дека имале некаква подршка за уставните измени, нека си провери во сопствената, во матичната партија, во СДС, ќе види дека и таму има луѓе кои што јавно говорат дека не се за уставни измени, дека нема да поддржат такво нешто, значи под овие околности. Значи нема да поддржат. Зошто нема да поддржат? Тоа нека си ги праша нив. Значи не сме ние тие што треба да кажуваме за неговата партија, она што се однесува до нас и до поддршката која што треба да има од нас како пратеници, еве одма да му кажеме дека нема да има поддршка. Тоа јавно сме го кажале, еве уште еднаш ќе го потврдиме. Посебно нема пак Ковачевски да биде тој што ќе ни кажува на нас како ние треба да гласаме. Човек кој што не е избран
да дојде ред да кажува на лица кои што се избрани на избори со програма кои што сме оделе, што сме ветувале пред граѓаните и така натаму. Апсолутно дека не доаѓа во предвид неговото мислење да го земеме за, јас не го земам ни за сериозно неговото мислење, а камо ли па да го толкувам што мисли господин Ковачевски. Господине Ковачки, помина повеќе од 2 недели од лидерската средба, а од власта, барем за сега, не одговорија на барањата на ВМРО ДПМН да се изјаснат кој од предложените предлози е прифатлив за нив. Кој е следниот чекор кој вие од опозицијата ќе го преземете, бидејќи вашиот став е јасен дека излез од оваа политичка криза се избори? Како да се дојде до нив? Видете, до избори се доаѓа само на еден начин, а тоа е со гласање во парламентот. Ние за жал во моментов немаме 61 пратеник, имаме 44 пратеници. Тоа што се случила грешка во 2020 година, а некој им дал доверба на Социјалдемократскиот сојуз, се надевам дека на следните парламентарни избори нема да се повтори, дека народот конечно ќе ги казни овие на кои што им ја дал дел од довербата. А начинот на кој што ние треба да дојдеме на власт, реков, само преку избори, нема друг начин, да не се залажува некој дека преку разни методи, разни речем активности би можеле ние да ја обориме оваа структура на власт, затоа што не се доаѓа туку така на власт во едно демократско општество, можеби да е некој друг вид на општество и некој на друг начин може да размислуваат, меѓутоа во една демократија се знае како се доаѓа на власт, а тоа е со предизвикување на избори, односно со гласање на денот на изборите. Има одредени, гледам, ботови кои што стимулираат излезете од парламент, владата ќе падне и така натаму, апсолутно дека тоа не е така, тоа се дури несериозни предлози кои што стигнуваат. Моментот кога ние би излегле хипотетички од парламент, власта ќе продолжи да си ги носи законите по брзан постапок, како и тераат колку толку на некој начин се блокираат, се кочат одредени штетни процеси по Република Македонија и закони кои што се носат, така да во моментов за Македонија најдобро е да се свестат. Тоа е единствената опција, да се свестат овие властодржци кои што не се избрани, да се свестат дека имаат одговорност кон себе и кон своите деца, дури и кон неродените деца, значи затоа што таа држава нам ни е позајмена од идните генерации, не ни е само наследена, значи ни е позајмена. Треба да размислат дека секој ден останување на власт е штетен за Македонија и за македонската држава и општество, и дека само на предвремени парламентарни избори, односно со волјата на народот, е таа која што треба да биде секогаш почитувана. Народот секогаш е во право и народот што и да одбере ќе биде исправно. Знам дека во моментов анкетите не им одат во полза и дека на изборите ќе бидат прегазени, меѓутоа тоа е нормално во демократијата, да сте власт, па после тоа да се реформирате малку во опозиција, да понудите една нова свежина, па можеби народот ќе ви даде повторно довербата. Меѓутоа мора да се свестат дека се одговорни и дека треба да поведат сметка, значи, за идните генерации. Како гледате на обраќањето на поранешниот председател Бранко Црвенковски пред Советот на амбасадори, кој се случи во понеделникот? Која е неговата цел со ова негово појавување во вакви клучни моменти во кои се наоѓа Македонија, но и регионот, и што имате да кажете за неговите пораки, особено за пораката дека Македонија е се уште неспособна да влезе во Европската Унија, но и иницијативата за пристап на заедничкиот економски пазар и европските фондови? Точно е дека Македонија се уште не е подготвена да влезе во Европската Унија и за да отпочне преговори, тоа тука потполно се согласувам, меѓутоа јас не би го коментирал премногу председателот, поранешниот председател Црвенковски. Тоа е факт, неговата изјава е факт дека ете и кај нив нешто има и дека дури луѓе од нивната социјалдемократска партија, односно Социјалдемократски сојуз на Македонија, не се согласуваат со ставовите на моменталното раководство, така да тоа е повеќе внатрешно прашање за нив како партија и тоа треба тие да си го решат, да се произнесат. Меѓутоа мене ме радува тоа што има луѓе кои што точно се свесни за состојбата во која што се наоѓа Македонија, кои што размислуваат различно од моменталното раководство на Социјалдемократскиот сојуз, кој што за жал ја узурпира и партијата, ја узурпира и државата. Како гледате на делот аналитичарите кои велат
Бранко се неговата порака дека не можеме да постанеме членка на Европската Унија во наредните 7 години, како што не убедуваат овие од оваа ненародна власт, го деморализирал народот. Видете, пак би рекол, јас нема што да го коментирам Бранко Црвенковски, меѓутоа дали ќе станеме ние во наредните 7 години членка на Европската Унија, тоа треба некој да го каже. Тоа нам никој не ни го кажал. Значи ниту преговори се почнати, ниту скринингот е завршен, ниту знаеме колку време ќе траат тие преговори. Погледнете на Турција колку време ги води тие преговори, погледнете Србија, погледнете Црна Гора, тие длабоко се навлезени во процесот на преговори, па еве подолго време преговараат, дури повеќе од 7 години, па еве се уште не се членки на Европската Унија. Зошто Македонија би била членка на Европската Унија за 7 или за 8 години? Што нам никој не ни го гарантира, па посебно ако се изгласаат овие уставни измени со важење од овој момент, значи онака како што бараат овие од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ. Погледнете ги изјавите на Јотова, на потпредседателката на Бугарија, што кажуваат, значи не се само во бугарите, значи уставот. Погледнете си ги протоколите. Значи таа не опоменува и сега како вие ќе одите напред кон Европската Унија кога знаете дека на патот кон Европската Унија имате уште не знам 20-30 вета по пат. Кој тоа ќе го дозволи? Мислам, нема логика за оваа работа што ја кажуваат овие од Социјалдемократскиот сојуз. Дали станува збор за деморализирање? Не, напротив, мислам дека станува збор за еден класичен реализам. Точно сме свесни за состојбите во кои што се наоѓаме, и народот е свесен за состојбите во кои што се наоѓа, затоа што ова не е прв пат. Не е прв пат, реков, неколку пати до сега сме прелажувани. Ајде уште ова, и на крај некој мора да стави крај, да праша до кого ова ќе оди. Значи мора да ставиме крај. После неколку месеци од посетата на специјалниот американски тим кој ровараше по македонското правосудство заради испитување на корупцијата и криминалот и најавата за објавување на црната листа, во вторникот конечно кажа дека Рамис Мерко, градоначалникот на Струга, е ставен на таа црна листа за непожелна личност за влез во САД поради негова вмешаност во значајна и висока корупција. Како гледате на ова и дали од големата и бучна најава од страна на САД само се потврди изреката "се тресеше гората, се роди глушец"? Каде исчезна високата корупција? Требаше ли САД да ни каже за она што сите го знаат? Зошто сето ова време немаше јавна реакција на судската власт преку покренување на постапка против Мерко? И зошто од обвинителството молчеа за оние покренати постапки против Мерко, а за кои дознавме овие денови, откако Мерко беше ставен на црната листа? Како е можно од Стейт департментот да има вакви информации за Мерко, а нашето правосудство да нема? Дали е заверување дека никој од истражните органи, но и од власта ги немал ваквите информации, или пак се работи за нешто друго? Зошто на неговата матична партија, ДУИ, им требаше неколку дена за да се јават и да кажат дека Рамис Мерко на негова иницијатива ги замрзнува неговите функции во партијата? Како гледате и на тоа дека ќе барале обсежна истрага за сите наводи на Стейт департментот околу корупцијата и зошто не побараа оставка од него? Дали е тоа поради фактот што повеќето министри од ДУИ нивните звања ги стекнале на универзитетот каде што токму Мерко е ректор? До кога ќе дозволуваме Стейт департментот да го заменува правосудниот систем во Македонија? Токму така. Последната реченица ви е многу прецизна. До кога Стейт департментот ќе го заменува македонското правосудство и македонското обвинителство? Тука е кризата на македонската држава. Значи, тука се гледа дека ние воопшто не сме способни да ја водиме државата. Зошто? Затоа што ако ви имате 14 обвиненија против еден од тие градоначалници, значи господинот Рамис Мерко, 14, и никој досега не реагирал по тие пријави, обвиненија. Дури имате и реакција на ДКСК, значи на антикорупцијската комисија, на Билјана Ивановска, која што самата има кажано дека имаат поднесено пријава против Рамис Мерко, меѓутоа гледате дека застарела или така натаму некако не е реализирана. Мене воопшто не ме изненадува. Мене ме изненадува односот на господинот Ковачевски кон овој случај. Зошто? Затоа што ние во изминатиот период многу често предупредувавме за овие ситуации.
Цело време зборуваме за високата корупција која што постои во Република Македонија, цело време од собраниска говорница на собраниски комисии, значи изнесуваме и материјали, и докази, прашуваме и така натаму, меѓутоа очигледно дека не им се гледа и не им се слуша. Јас не знам зошто господинот Ковачевски во моментов е изненаден од тоа што се случува со Рамис Мерку и со црната листа на Соединетите Американски држави. А неговиот претходник, премиер Зоран Заев, е тој што го номинираше и го промовираше Рамис Мерку. Тој кажуваше дека за криминалот веќе постои на некој начин не амнестија, туку не е бог знае колкав бил криминалот на Рамис Мерку, па ајде ќе го кандидираме за градоначалник. Значи, апсолутно требаше да има нулта толеранција кон криминалот и кон корупцијата, доколку сакаа да направат нешто во оваа држава со доаѓањето на власт. Тоа не го направија, напротив, тие промовираа корумпирани кадри од Демократската унија за интеграција, која што 20 години е на власт, а нема ниту еден одговорен функционер кој што има одговарано во врска со некаков сторен криминал, и срамота е ова што чека од Соединетите Американски држави некого да стават на црна листа, за да тие сега глумат дека се изненадени, дека се навредени и дека ќе барале некакви оставки од него. Гледате дека најпрви премиерот кажа дека ќе побара оставка од него, тој кога би бил на негово место би побарал оставка, а веднаш потоа ретерираше, кажуваше дека тоа останува на човекот, значи морална вредност, етичка димензија, дали човекот лично ќе си поднесе оставка и така натаму. Или ќе работиме по одредени принципи, етички норми, или воопшто нема ни да ги споменува, а не да ретерира. Со тоа докажува уште еднаш дека овие од ДУИ го контролираат и му се команданти на некој начин, значи не смее да писне пред нив. Овие од ДУИ исто така молчат цело време. Зошто молчат цело време? Затоа што не знаат што се има господинот Рамис Мерку кај нив. Тој сами рековте во вашето прашање дека е ректор на еден таму од тие универзитети, и прашање на колку од овие функционери на ДУИ имаат издадено дипломи. И со тие дипломи сега тие истите такви се министри, директори, раководители и така натаму. Значи прашање е колку работи тој знае за сите од нив и колку луѓе може тој да повлече сега надолу. И затоа сега гледате глумат лудило, му ги замрзнале функциите во партијата. Каква врска имаат функциите на партијата со вршење на јавното добро, односно со вршење на јавна функција градоначалник на општина? Тоа во партија може да си прават тие што сакаат, тоа нас не интересира. Тоа граѓаните не ги интересира каков лик ја води општината и колку како него такви има други останати. Тоа е прашањето. Дали има министри? Дали има премиер кој што можеби треба да се најде на црната листа? Тука е прашањето. Дали не е коруптивен скандал да си продадете земјиште на сопствена сопруга по 1000, цела нива да ја продадете за 1000 евра? Цела нива. 1000 евра, нели е тоа срамота? Кој друг може заинтересирана странка да купи нива за да прави фотоволтаици за 1000 евра? Внимавајте се, пере дека не бил на седницата, неговиот прв заменик ја водел седницата и тој му има доделено нивата. И сега тој обвинува истојот за корупција и за криминал, глуми за препастен и зачуден. Сега тој глуми дека е паднат од Марс. Крајно несериозно и неодговорно. Значи, ако ова се случува во некоја друга европска држава, тие во пакет треба сите да си заминат. Меѓутоа, очигледно е дека власта е многу сладка и како ќе доаѓа времето за заминување, ќе стануваат се понервозни, ќе прават грешки дополнително, меѓутоа ќе бидат и поопасни. Така. Дали очекувате покрај Мерко и оние претходните да се најдат и други лица на црната листа, која се најавува дека ќе биде надградена и проширена? И каков е неговиот интегритет и понатаму да остане на функцијата градоначалник на Струга? Не би требало да остане градоначалник. Мене ако ме прашувате, не би требало да остане градоначалник. Меѓутоа пак главното прашање е зошто нашево обвинителство молчи. Зошто оној што го предлагаат за уставен судија господинот Љубомир Јовевски, јавниот обвинител на Македонија, зошто тој молчи? Зошто тој до сега не превземал мерки? 14 имате обвинени. Или очекуваме можеби Илја Сабази, човекот кој што го поставија за јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, со партиец, патем речено на Мерко, тој да го гони криминалот. Тоа нема да се случи за жал. Дека ќе има други на црната листа, самата амбасадорка на Соединетите држави кажа дека се разгледуваат и други имења. Меѓутоа,
прашањето е што од тоа имаме ние. Значи, како држава што добиваме. Дали треба тие да бидат, што на нас ќе ни кажуваат дека некој од нашите политичари или функционери е корумпиран, кога сите тоа го гледаат и го знаат. Па го изнесуваме на докази. Еве последниот доказ, еве денеска изнесуваме докази за внукот на Али Ахмети. Ако сакате, можеме и за тоа да поразговараме. Функционерите од власта се корумпирани. Најголемиот дел од нив се поврзани со коруптивни скандали. Меѓутоа, никој не превзема ништо. Значи, нема одговорност. Тука е главната болка на македонската држава. Значи, нема одговорност. Никој не се пронаоѓа за одговорен да рече, чекајте луѓе, сгрешив работата, време е да се повлечам, време ако треба да отидам и во затвор, да одлежам, па ни не е страшно толку и во затвор да се оди. Ако сте погрешили, ќе влезете во затвор, ќе излезете од затвор. Ама одлежете си ја казнат, а не да бегате и не да се криете. Оти ова што се случува, ова не е само за странците тоа што се прави. Не треба нас американците да ни кажуваат каква ни состојбата во државата. Ние многу добро знаеме каква ни состојбата во државата. Меѓутоа, ние треба да размислуваме каква држава ќе оставиме на идните генерации. Дали држава затрупана во коруптивни скандали, заглавена во калта, или држава која што на некој начин почнува да личи на една од модерните држави на цивилизираниот свет. За тоа треба да се бориме ние како македонци и како општество, како генерација која што во моментот е во Македонија. Господине Ковачки, кога сме на тема судство, вие од пратеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, колку што ни е познато, пред околу 2 месеца, поточно на 3 мај, поднесовте барање на една од следните седници во Собранието да се стави точка за состојбата во судскиот совет, но досега нема ништо од тоа. Дали Џафери има најавено за кога планира да ја стави оваа точка и ако не, по која причина не и со која цел го поднесувавте ваквото барање? Видете, состојбата во судството е катастрофална во Република Македонија, како што може да се види и по анкетите. Јавното мислење, реков, 3, односно 4% е довербата во обвинителството и во судството во Република Македонија. Последните скандали кои што се случија во судскиот совет, гледате, со избор, односно со менувањето на председателката на судскиот совет, председателка која патем речено беше предложена токму од председателот на државата, господинот Стево Пендаровски, изгласана од парламентарното мнозинство, и токму таа стана председателка на судскиот совет, гледате дека беше разрешена на еден нелегален, на еден незаконит начин според мене, и скандалите кои што таму настана, гледате едно крајно недолично однесување од членовите на судскиот совет, кои што не доликува на носители на судската власт, значи гледавме живо што се случува. Ценевме дека е потребно ние како собрание на Република Македонија да добиеме една информација за што конкретно се случува во тој совет, за да знаеме како понатаму да постапуваме. Тоа што го заговараме ние е целосен генерален ремонт што го нарекуваме. Гледаме премиерот Ковачевски ја купува таа фраза, ја користи, добро е тоа што ја користи, добро е што ги следи нашите настапи. Значи генерален ремонт е потребен за судството. Кој тоа ќе го направи, тоа сигурно нема да го направи Димитар Ковачевски, затоа што е на краља мандат, тоа мора да го прават лица кои што знаат како тоа да го направат, без при тоа да има партиско, односно политичко влијание. Тоа мора да се исклучи, да не биде како сега, затоа што состојбите во судството и во правосудството се токму такви заради политичкото влијание и поради бизнис влијанието, односно корупцијата која што исто така владее во правосудството. Она што прашувате, значи дали очекуваме да се најде како точка на дневен ред нашата информација, мислам дека не. Затоа што во изминатиот период многу работи сме поднесувале, меѓутоа гледате дека воопшто не се доаѓаат на дневен ред. Се сеќавам дури законот за армијата беше поднесен, беше ставен 6 месеци го чува во фиока. Декларацијата за Гоце Делчев воопшто не стигна на пленарна да се разговара за неа. Значи мал милион работи сме предлагале, меѓутоа владе еден хаос во собранието, една тотално непочитување на демократијата. Председателот си го третира собранието како лична својина и за жал тоа е македонската демократија. Социјалдемократскиот сојуз е таа партија која што тоа го возможува. Тие се тие кои што го гласа и Талат Џафери, тие се тие кои што го одобруваат ова парламентарно мнозинство, не сакаат да искажат непослушност кон него.
го одобруваат на некој начин, така да тие се главните виновници за она што се случува на Македонија, вклучувајќи го и правосудството. Господине Ковачки, како гледате на новиот предлог на министерот за правда Кренар Лога во формуларите за матичните изводи на раѓање да се додаде нова графа за етничка припадност? Дали имате сознание дека во било која друга држава постои графа за етничка припадност и зошто тоа се прави во едно време и невреме кога бугарите притискаат да влезат во македонскиот устав? Немам информација дали во друга држава има таква ситуација да се пишува етничката припадност во изводот, односно во матичната книга на родени. Такво нешто не сум слушнал, не се бавам со таа проблематика можеби детално. Меѓутоа тоа што излегуваат вакви двојазични изводи укажува на тоа дека станува збор за држава која што има проблем со унитарност. И тука треба да се запраша точно Димитар Ковачевски, односно мандатарот кој што го има предложено токму овој министер, кој што ние го напаѓавме за време на неговиот избор, кажувавме работи, изнесувавме аргументи зошто да не биде министер, меѓутоа очигледно тие аргументации не стигнаат до господинот Димитар Ковачевски и токму тој треба да биде најповикан да одговори, значи зошто е тоа што во моментов ни се случува и дали го одобрува таквото нешто. Јас не го одобрувам таквото нешто и ценам дека има проблем со унитарноста од овој аспект, а пак ќе речам, за истото треба да се произнесе Димитар Ковачевски, кој што го назначи и неговото парламентарно мнозинство кој што го изгласа овој министер да биде министер за правда. Дали ова дел од некој поголемо сценарио, тоа треба да се праша Димитар Ковачевски. Така. Како гледате на последната изјава на премиерот Ковачевски, која гласи, цитирам: "Сега имаме позиција во која што ВМРО ДПМН не е против уставните измени и внесување на делови од други народи во преамбулата на уставот. Втората работа дека ВМРО ДПМН е подготвено да влезе во владата, исто така беше кажано на пресконференцијата, што потврдува нешто друго, а тоа е дека исто така веќе не важи дека оваа влада нема легитимитет и дека собранието нема легитимитет да носи одлуки во делот на продолжување на европскиот пат." Завршен цитат. Затворена е таа тема. Мислам дека на роден денот, ако го следевте интервјуто, односно настапот на председателот господинот Христијан Мицкоски, тој таа тема ја затвори. Така да мислам затворена е темата, поврзана со вашето прашање. Ковачевски може да изјавува што сака. Гориво веќе немаат во резервоарот, можат да изјавуваат што сакаат, ние на нивните лаги, на нивните јадици, така е речено, нема да наседнеме. Можат да изјавуваат што сакаат, нашиот став беше јасен, го кажав. Имаа два предлози, не се произнесува за тие два предлози. Тоа е тоа. Нема веќе што да дискутираме понатаму. Господине Ковачки, разговоров би го продолжиле со неколку блиц прашања, на кои прашања мислиме дека и не требаат долги одговори. Дали насадениот премиер Димитар Ковачевски се разбуди и ги симна розевите на очар или само глуми кога изјавува дека судскиот совет и на правосудството им требало ремонт? Каде беше Ковачевски и целата власт овие 7 изминати години? Така е, му треба генерален ремонт, меѓутоа реков нема тој да го прави генералниот ремонт. Тој не е во состојба да го прави затоа што тој е тој што влијае на тие судски процеси и неговиот претходник. Сетете се дека Зоран Заев беше што го отворил судството како пупка и тој беше главниот реформатор на тој судски совет. Така да Димитар Ковачевски нема никаков авторитет, ниту кредибилитет да зборува за реформа на правосудниот систем. Нека се запраша малку зошто кој е виновен, значи кој доведе до оваа состојба и нека конечно понесе одговорност. Нека молчи на оваа тема понатаму, затоа што се дозаглавува се повеќе. Така, како гледате на најавата за реформа на календарот за учебната година од страна на министерот за образование Шакири? Уште едно растурање на пердови. Уште едно растурање на пердови од ресорниот министер за образование. Образованието е клучна алка, значи за развојот на едно општество, на младината и така натаму, затоа што тука имате и воспитување и така натаму. Сега имате ситуација каде македонските деца остануваат без учебници цела година, значи ги добиваат книгите на крајот на годината.
Друга ситуација имате каде што потпишува некаква експериментална програма од пред неколку дена. Експерименти ќе прави министерот по налог на претходната на Мила Царовска со нивните експерименти, а од друга страна ја замајува јавноста со пролонгирање на календарот. Значи, дали школската година ќе почнувала на 1 септември, на 15 септември или на 1 октомври. Каква врска има тоа со образовно-воспитниот процес? Значи, растурање на пердови, една тотална безидејност, една неспособност, која што, за жал, ќе речам, ја трпиме веќе 7 година како македонци, како македонска држава, и што подитно и се потребни на Македонија избори за да овие заминат. Значи, вакви структури кои што не разбираат и не знаат што сакаат, значи немаат визија како да го развиваат општеството, како да ја развиваат државата, треба што побрзо да си заминат. Колку се точни информациите дека председателот Пендаровски и министерката за народна одбрана Славјанка Петровска дека на подрачјето на Газибаба, каде што се наоѓа затворот и Дрјусово, прогласиле кризна состојба? Со која цел е направено тоа и дали се можни последици од ваквата одлука? Да, точно е дека е прогласена кризна состојба од страна на владата на Република Македонија на подрачјето на Газибаба во делот на затворот и Дризово. И за жал, таму обезбедувањето на тој затвор го вршат војници специјалци на македонската армија, што мислам дека е катастрофално погрешно. Зошто? Затоа што прво, начинот на кој што е донесена одлуката, внимавајте, донесена е одлука за кризна состојба, значи за постојање на кризна состојба на дел од територија која што е внатре во државата. Истото може да ни се случи утре, например, и во општина Центар. Владата по предлог на, не знам, на градоначалникот на општина Центар да донесе постојање на кризна состојба во Центар и да ја извади војската на улици. Што е голем преседан, што не треба да остане така незабележителен во македонските медиуми. Гледаме дека владата и министерката и председателот молчат по оваа тема. Министерката до душа имаше некаква изјава, се обиде да се оправда, меѓутоа очигледно дека не ги разбира доволно работите и се дозаглавува со несините изјави. Не може специјалци војници да чуваат затвореници. За таа работа се има платени луѓе, Министерство за правда е тоа кое што е надлежно за затворите, доколку има потреба нека се ангажира Министерството за внатрешни работи, меѓутоа Министерството за одбрана не може да биде употребено на внатрешна територија да чува затвори. Зошто? Затоа што тие војници носат оружје. Тие војници немаат гумени палки, немаат лисици и така натаму. Значи ги немаат средствата за присила што ги имаат полицајците. Што доколку има употреба на сила? Која сила ќе ја употребат нашите војници? Дали ќе пукаат по некој? И што ќе се случи после примената на силата? Кој ќе ја носи одговорност? Тука е главниот проблем. Затоа министерката треба малку да се свести каква одлука потпишала, односно прифатила да гласа на влада за испраќање на војници за да го чуваат затвор. Мислам дека тоа е крајно несериозно, неодговорно, катастрофално погрешно. Не знам дали во некоја друга НАТО членка, НАТО држава, истото се случува. Не сум слушнал, еве, толку време сум бил во униформа, над 20 години сум носел униформа и до сега немам слушнато војници да чуваат затвор. Мислам дека е катастрофално погрешно таа работа. Господине Ковачки, дали имате информации дека на територијата на Македонија се движиле тројца полицајци и еден војник од Косово? Ако оваа информација е точна, како гледате на тоа што припадници на странски униформирани вооружени сили престојуваат на нашата територија без никаква придружба? Да, точна е информацијата дека биле тројца полицајци и еден војник, според тоа што го имаме ние, значи војник имало. Гледам, Министерството за внатрешни се дообјасни дека тие биле во потрага на исчезнати лица кои што настрадале во некаква сообраќајна несреќа. Значи влезени се на македонска територија од косовска територија, имало наводно некаков меморандум за разбирање, за соработка и така натаму. Меѓутоа станува збор дека тие лица не смеат да бидат на наша територија без придружба од наши полицајци. Зошто? Затоа што не може друга униформа да биде на наша територија без присуство на наша полиција. Тоа според мене е недозволиво. Има начини како тоа се прави, значи со меморандуми за разбирање, меѓутоа тие треба да бидат секогаш во придружба на наши полицајци, а не да бидат запрени. Од она што го разбрав јас, лицата биле запрени, биле легитимирани, значи имало
наши полицајци кои што не знаеле што бараат овие униформирани лица на наша територија. Сега за полицајците можеби до некаде се оправдаа, не знам за војникот што се случи, дали и тој е под некаков меморандум дојден или очигледно е на своја рака сите има дојдено, па после на некој начин се правда од Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа во секој случај, странско присуство на униформирани, а па посебно и вооружени лица, од она што го разбрав лицата биле и вооружени, не сме да се случува без придружба на наши органи, дали е тоа полиција, дали е тоа войска. Ке ве навратам на една постара тема, но и не толку стара. Председателката на Словенија Наташа Пирц Мусар не така одамно во Македонското собрание пред вас македонските пратеници се обрати. Како гледате на нејзиното обраќање, особено на делот кога на два пати проговори на македонски јазик, но и на тоа што таа промената на уставните измени ги изедначи со промената на уставот на Словенија, за да можеле странци да купуваат земјиште во Словенија. Како гледате и на делот каде што таа во нејзиното обраќање ги спомна Владко Стефановски, Тоше Проевски и други уметници? Ве убедили вас пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија да проголтате горката пилула која и се нуди на Македонија, а која пилула ваквите бриселски бюрократи се обидуваат да прелијат со мед за да ги изгласате уставните измени? Да, благодарам на гостувањето на председателката на Словенија. Словенија е наш голем поддржувач за евроинтеграциите, наш сојузник во НАТО. Значи долго време, значи поранешна држава од поранешната Југославија, значи блиски односи имаме така натаму. Меѓутоа, рековте се обрати на македонски, да. Меѓутоа се обрати и на албански јазик. Се постава прашањето зошто не се обрати на другите јазици кои што се користат во Република Македонија, има и српски, ромски и така натаму, исто кои што ги користат народите, односно деловите од народи во Република Македонија. Официјален јазик за употреба во меѓународна употреба е македонскиот јазик. Сакала да се обрати по закон, значи како е, тогаш би требало да се обрати само на македонски јазик. Доколку сакала еве да добие некакви симпатии. Меѓутоа еве не се таа работа. Што се однесува до тоа дали успеала да ги разубеди пратениците со својот говор, со тоа што кажала дека и Словенија морала да го менува уставот, затоа што морала да дозволи странци да купуваат територија од односно земја во Словенија со членството во Унијата, тоа нема никаква, да речем, паралела не може да се направи со тоа што ни се случува на нас во моментот. Ние сме цело време под еден притисок за менување, за негирање на достоинството, на газење на македонштината, на негирање на нашата историја, на нашата посебност. Сега тоа го споредувате со продажба на земја. Извинете, меѓутоа македонскиот идентитет, јазик, култура и така натаму не е на распродажба. Јас си благодарам на сугестијата и така натаму, меѓутоа еве мене лично не ме разубеди и мислам дека да, добро беше да се слушне, меѓутоа мене лично не ме разубеди по нејзиниот став и нема да го поменам својот став. Како ќе ја прокоментирате изјавата на председателот Пендаровски дека Соединетите Американски држави никогаш не биле проалбански и антимакедонски, бидејќи од 2001 година изнад 90% на црните листи биле албанци? Пендаровски не е човек што треба човек да го коментира. Јас имав еден статус, еден пост напишав за него, човек на кој што не треба воопшто да му се верува и да се земаат неговите изјави за сериозни. Зошто? Па тој е човекот кој што е пред малку кажав, пред некој период, дека кажуваше дека во Скопје немал видено француски предлог, за да 5 дена подоцна излезе дека тој го пишал францускиот предлог. Тој е човекот кој што го изговори дека Гоце Делчев бил бугарин на јавна сцена на телевизија во Македонија и остана жив, да ми прости. Значи таков човек е председател на Република Македонија. Тој е човек кој што изјавуваше дека ќе се сели од Македонија доколку не бил председател. Сега неговите изјави јас како да ги толкувам. Значи нема став за ниедна работа. Погледнете со договорот Бехтеленка што кажуваше. Значи кажуваше дека нема шанси да ги подпише тие договори затоа што веќе уставниот суд имал донесено таква одлука и така натаму, тој немал да оди против уставниот суд. Собранието ги донесе договорите Бехтеленка, веднаш после тоа 2-3 дена свика пресконференција на која што ги подпиша законите Бехтеленка. И каков е тој сега председател на државата? Тоа ли е таткото на нацијата?
таков човек јас не би го коментирал. Сега она што ме прашувате за дали има антимакедонски ставови и така натаму некој од странство. Мислам, јасна е работа. Човекот не знае, по мене не знае кај води, кај тера. Тоа е штета за Македонија што има таков председател, најслаб председател и по сите параметри. Ако гледате и во надворешна политика, гледате дека ниту некој му доаѓа во гости, ниту тој заминува во гости, значи Македонија е оставена тотално изолирана, ниту го почитува некој. Гледате, сетете се на оние снимки таму со поранешниот премиер на Бугарија, неговиот однос, значи се е ворет, јас разбирам човечки однос да имате, меѓутоа знаејќи дека сте на официјален пример, дека прием, дека ве снимаат и така натаму, така да се однесувате, мислам дека не доликува за еден државник, за еден човек кој што треба да биде татко на нацијата. Така да Пендаровски воопшто не би го коментирала. Во делот, ајде, можеби, каде што кажуваше за антиалбанство и така натаму, мислам дека јасно е зашто тој ги брани тие ставови, затоа што така дојде на власт и така планира, сега се додворува на другата страна на Дуи за да доби уште еден мандат. Меѓутоа не би продолжил понатаму со коментирање, затоа после 2-3 дена верувајте дека ќе има промена на таа изјава и ќе изврати. Така да Полисителна околност е тоа што веќе се наоѓа се поблиску до другата страна на вратата, од надворешната страна на вратата, да напушти просторијата. Како гледате на изјавата на Ковачевски дека ако тој се најдел на црната листа, веднаш ќе си даја оставка, но и на изјавата дека во евентуалната широка влада треба да биде и Дуи? Треба да биде и Дуи? Да. Тоа е една од последните изјави сега. Дуи нема што да биде во идната влада на ВМРО ДПМН. Дуи треба да биде надвор од идната влада на ВМРО ДПМН и од идната влада на Македонија. Чи Дуи мора да оди во опозиција, Дуи мора да се реформира, а криминалците од Дуи мора да одговараат. Значи треба да некој да отиде во затвор, она што го реков. Треба да отиде во затвор се влегува и од затвор се излегува. Меѓутоа реформа мора да има. Доста веќе на Македонија некои 20 години ја цица крвта, вака да кажем. Доста е веќе. Ковачевски може да кажува што сака. Тој не е во позиција да нуди некому и да објаснува и да некого уценува. Тој е заминат, значи тој е веќе политички мртовец, така речем. На следните избори тоа ќе го видите, му го кажат граѓаните. Меѓутоа, ако тој планира дополнително да шурува со Дуи, ете нека повели, нека направи дури ако сака и предизборна коалиција, нека одат заедно на избори, па да видиме народот како ќе одлучи. Како ќе ја прокоментирате информацијата дека внук на Али Ахмети е собственик на една од компаниите која го купува бизнис центарот Соравија во строгиот центар на Скопје, за што претходно спомнав? Видете, ние во моментов имаме неколку пресконференции токму за таа случка, каде што е внукот на господинот Али Ахмети, пратеник и лидер на Дуи, кој што 20 години ја парчосува Македонија, ја разграбува Македонија преку своите структури, има купено трговски центар во вредност од околу 30 на милиони. Тоа најминимално што можеме ние да процениме 30 милиони евра е сумата. Прашањето е од каде се тие пари? Потекло на имот има ли? 30 милиони евра. Јас почитувам млади луѓе и поддржувам млади луѓе, сакам да бидат успешни. Меѓутоа 30 милиони евра. Извинете, меѓутоа тие пари не се печалат и не се наоѓаат на пат. Дали е тоа некоја криминална сделка? Дали од некаков тендер и така натаму? Тоа треба господинот Али Ахмети и тие што го поддржуваат да го одговорат. И тука треба Ковачевски, како премиер на државата, да се запраша. Дали тој треба да го праша Али Ахмети, дали ова е вистина или не е вистина што се случува. Затоа што тој му е негов најблизок коалиционен партнер. Не може Ковачевски да се прави, еве да речам, дека не е од тука, дека не знае што се случува, а на само неколку стотини метри од владата да се купува во строг центар на Скопје, да се купува луксузен, односно елитен трговски центар. 30 милиони евра. Тоа се премногу пари за еден млад човек и потекло на имот мора да постои. Мора институциите да се стават во погон, да испитаат потекло на имот. Видов дека антикорупцијска се оградува, не сака да истражува затоа што законски пречки имало. Меѓутоа, никој не ја ослободува вице-премиерката за добро владење, господјата Крковска,
премиерот Ковачевски и така натаму, собранието исто така да се подраспраша, да се подистражи малку, да се види од каде се тие пари на семејството на господинот. Пред да го завршиме разговорот, имаме уште едно прашање. Како гледате на она што европратеникот, бугарскиот европратеник Јохан Ќучук, кој воедно е известувач за Македонија на бугарските медиуми, соопшти дека добил уверување од македонските власти дека уставните измени за 2 недели ќе се најдат во собраниска процедура. Како гледате и на изјавата на премиерот Ковачевски, кој пред македонските новинари изјави дека има време додека измените за уставот влезат во собраниска процедура и го повтори повикот до вас од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија заедно да сте ја исполнеле таа задача. Пред да одговорите, предлагаме да го слушнете, да слушнете неговата изјава. Тие ќе се најдат на една од наредните седници на владата, откако ќе бидат подготвени сите пропратни документи за да бидат испратени до собранието. Сметам дека имаме време за да ги донесеме, имаме време за разговор. Во таа насока беше и лидерската средба која што јас се имав со претседателот на ДПМН, на која што сите јавно може да се уверат дека ВМРО-ДПМН нема проблем против уставните измени, дека тие се согласни за вклучување на други делови од народи во преамбулата на уставот, вклучително и на делови од бугарскиот народ. Уверете? Малце со прекини ми одеше, веројатно поради врската. Не. Меѓутоа, да, ја слушнав таа изјава на премиерот Ковачевски дека ќе се нашле тогаш кога ќе биле изгласани прво во влада, а после ќе биле доставени во собранието. Ја не знам што навистина чекаат. Не знам што се чека. Цело време лажат, ви кажав и на почетокот. Септември, октомври, ноември, декември ќе биде, па февруари, па март, па април, па мај, па јуни требаше да се достават, сега нема да е јуни, сега ќе е јули, сега во следниве 2 недели. Ајде да видиме и во следниве 2 недели. Значи, побрзо, еве ние ги повикуваме уште побрзо, да не чекаат 2 недели. Бидејќи е мала уставната промена, нека достават во собранието, па да видиме дали ги имаат тие 2/3, односно 80 претеници, како што кажуваат. Значи, нека престана да го лажат народот, немаат 80 претеници, нека не купуваат време, нека се свестат, ако се одговорни политичари, нека си поднесат оставки и ајде да одиме на предвремени парламентарни избори, каде народот ќе одлучи каде и во кој правец ќе ја движиме државата. Ковачевски не е веќе во позиција да кажува, да објаснува и некој да го слуша. Мислам, човекот нема никаков ниту легитимитет, ниту капацитет, ниту кредибилитет, а гледаме во последно време дека нема ниту авторитет во неговата матична партија. Господине Ковачевски, во неговата, вие може би не го слушнавте, оти имаше прекини, рече дека се сретнал со ВМРО и со ДПМН. Дали постои можност да се сретнали со некој друг, со кој лидер се сретнал, дали се сретнал со двајца лидери, или јавноста македонска не знае дека ВМРО ДПМН има двајца лидери? Не, ВМРО-ДПМН си има еден единствен лидер кој што е избран на Конгрес, апсолутен и има максимална подршка од сите нас. Што не е случај со господинот Ковачевски. Не е случај со господинот Ковачевски. Реков, тој нема никаков авторитет во сопствената партија. Тој е поставен таму како марионета за да спроведе нечии агенди. Тој е човек кој што нема авторитет да си ја поднесе ниту сопствената оставка, ете до толку се плаши. Мора да го праша Али Ахмет или Талат Џафери дали да си ја поднесе сопствената оставка. Ете до толку е самостоен во носењето на неговите одлуки. Тоа што ја навредуваат мојата партија ВМРО-ДПМН, што еднаш ја нарекуваат ДПМН, некогаш со некои други поградни изрази, тоа нека им служи на чест. Тоа е нивната политичка култура, така да не бих коментирал по тоа. Господине Ковачки, ви благодариме за учеството во Македонски корени и исцрпното интервју. Верувам со внимание не слушаа нашите слушатели и гледачи. Посакуваме да си имате пријатен викенд, пријатно дослушање и желба за скоро довидување. Ви благодарам на поканата, ми беше чест. Ете така, малку можеби поопсежно, подолго интервју направивме, меѓутоа се надам дека бевме интересни за вашите слушатели и за вашите гледачи. Ви посакувам исто пријатен викенд и секое добро на вас и на вашите слушатели. Благодариме. Остануваме во контакт. Секое се добро. слушаме наскоро. Поздрав. Поздрав.